Почитувани посетители, активисти на Црвениот крст, крводарители и хуманисти, гледачи на македонската телевизија, срдечно ве поздравуваме уште еднаш од брегот на Охридското езеро, од градот на Миладиновци, градот на поезијата, прекрасната Струга. Оваа година по шести пат Македонскиот Црвен крст и Македонската радиотелевизија ја организираат оваа крајезерска средба на хуманоста во чест на 34-тото одбележување на Денот на солидарноста, 26 јули, кој вечно ќе не подсетува на катастрофалниот земјотрес во Скопје. На почетокот добре дојде ќе ни посакаат Силви Бенд со нивната композиција Лето, а веднаш потоа следува настапот на Ирена и Цветан. Градот звучи многу чудно, се живо денеска е будно, иста музика се слуша, илјада серца една душа, тука и таму некој странец, тетка со кученце во раце, дедо со внук на купа седи, на сите страни сладоледи. Лето е и сите сме шарени како лампиони, полни со живот и мокни како светски шампиони. Takva šema nigde nema, štom dojde polnog pa do zori, kakvi tipovi na motori, i leto je, i leta me, kade što ljubav da me čeka, te molam leto.
поетската струга од градот на Дрим. Ке не поздрави и господја Сонја Стојковска, секретар на Општинската организација на Црвениот крст Струга, која секоја година е домакин на оваа манифестација. Оваа денешна средба ќе биде уште повесела со Маја Гроздановска со групата Бумеранг и Жаклина Стевковска, кои ќе не понесат на своите музички бранови. С оглед на тоа што денеска се собравме, повеќе да се забавуваме отколку да муабетиме, ја користам оваа можност од името на Општинската организација на Црвениот крст Струга и од моје лично име да ги поздравам сите дарители на крв од целата наша република, а особено дарителите кои што денеска во акцијата за дарување ни дојдоја од повеќе градови од нашата република и ја дарува оваа драгоцена течност која што значи живот за болните. Посебно изразувам благодарност на Македонската радиотелевизија, кои ни овозможија на сите хуманисти, активисти, дарители на крв и на сите оние кои што ја сакаат организацијата на Црвениот крст да ја проследат оваа прекрасна хуманитарна приредба во своите домови. Посебно се заблагодарувам на генералниот спонзор Собранието на Општина Струга, исто така и на останатите спонзори, се разбира и на естрадните уметници, кои што денеска во Струга, во градот на поезијата, во градот на браќата Миладиновци, ни овозможија на сите нас овдека на градското пливалиште вистински прекрасно да се чувствуваме.
da imam sve što sakam, sakam luda zabava, ostavi me. Noćva da mi dojdeš na vrata, vrata da mi otvoriš, nežno da me razbudiš. Čekam ljubav da mi dadeš do utro, utro da mi doneseš, sonce da me ogreje. I da možem kako ptica da poletem, da ti dođem se koji put koga duša će umore. Ili sakaš da ti dojdam na prozor, prozor da ti iskršam, strasno da te miluvam. Barem menaš da mi dadeš za spomen, spomen da mi ostane, tvoj ta usta neverna. I da možem kako ptica da poletem, da ti dođem se koji put koga duša će umore. I da možem kako ptica da poletem, da ti dođem se koji put koga duša će umore. Da ti dođem se koji put koga duša će umore. Da ti dođem se koji put koga duša će umore. Da ti dođem se koji put koga duša će umore. Ja продолжуваме оваа наша средба со музика. Ќе ја слушнеме најпрво младата Виоса Салиу со нејзината За тебе, а потоа секогаш добро дојдената гостинка Перихан Туна и Остани вечерва.
za ova naša manifestacija od Švedska specijalno za ova sredba ni dođa Ljubčo Ralevski, koji će nastapi so pesnata Neka me kolnat vetrovi, koji se nadevam deka odgovara za ovije vremenski uslovi. A vednaš potova sledova i Goce Kasapovski. Ljubav mi kletva ostavi, srce da
parite, a ja ste pitam so spomenite. Spomeni, dragi, na stari vreminja, prokleti parite smenija. Vidi mi, vidi, srećna so parite, a ja ste pitam so spomenite. Vraćanje nema se svršeno, srce oveće mi je skršeno. Parite, a ja se pitam so spomenite. Vraćanje nema se svršeno, srce voveće mi je skršeno. Stari vreminja, prokleti parite smenija. Vidi mi, vidi, srećna so parite, a ja se pitam so spomenite. Gdje padne mrak, ti se gubi trak, pesok taj jas, zbune ti smepak, kaj se kriješ ti, ubava ko son. Dosta šetam gost, zašto krevaš nos, sakam da sum tvoj, a pamite zbudale mi. Cela noć tancuva, pranovi za tebe plači čuva. Pejat biseri moškovite, nese sebi prikokite, zvezdite na ljubav povikuva. Mi treba avantura večerva, tvojite oči kako gusari, sakam da ih pratiš da me zaroba. Solusni kako stope sladoled, kasni me vo tvoja prekratka, vidi ova leto
bude mlad. Leto to je raj, koga ne si sam. Kaj se kriješ ti u balakosom? Dosta šetam bos, zašto krevaš nos, sakam da sum tvoj. A pamite zbudale mi, cela noć tancuvat, ranovi za tebe plaži čuvat. Pejat biserivo školkite, ne se sedivo prikolkite, zvezdite na ljubov povikuvat. Mi treba avantura večerva, tvojte oči kako gusari, sakam da mi vratiš da me zaroba. Sousti kako stope sladoled, kasni me vo tvoja pregratka, vidi ova leto moja devojka. Mi treba avantura večerva, tvojte oči kako gusari, sakam da ih vratiš da me zaroba. Sousti kako stope sladoled, kazni nebo tvoja pregratka, vidi ova leto moja devojka. Vidi ova leto moja devojka. Vidi ova leto moja devojka. Makedonskiot Crven krst i ova godina realiziraše mnogobrojni akciji. Sve so cel da im se pomogne na onije na koji na vistina im je potrebna pomoć. Naše to nacionalno društvo ova godina je odbeleža 5. godišnjina od svojeto osamostojuvanje, a veke vo septembri ova godina ke bide domakin na Balkanskata konferencija, koga vo našata republika ke se sretnat predstavnicite na poveke nacionalnih društva na Crveniot krst i Crvenata polumesečina od cela Evropa. Нешто повеќе за тоа, како и за другите активности на организацијата, ќе ни соопшти генералниот секретар на Црвениот крст на Република Македонија, господинот Иван Нарашанов. Ми представа пријатно задоволство во име на Македонскиот Црвен крст, во име на многобројните активисти на организацијата, да се заблагодарам за хуманата мисија на доброволните дарители на крв, кои во секое време се јавуваат во акциите што ги организира Црвениот крст на Македонија и Републичкиот завод за трансфузија. Очекуваме целосно вклучување во сите акции и активности на Црвениот крст, зашто нема подобро да се прават добри дела, а се во грижа за човекот. Она што представува предизвик, Македонскиот Црвен крст во последните 5 години од самостојувањето разви широка, но многобројна активност на меѓународен план, распредели хуманитарна помош на оние кои се наоѓаат во потреба за помош. А еве како резултат Македонскиот Црвен крст на неговата хуманитарна мисија да биде домакин на Балканската конференција на Црвениот крст и Црвената полумесечина, на кој меѓу другото ќе учествуваат највисоките представници на Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина, на Меѓународниот комитет на Црвениот крст и национални друштва на Црвениот крст широм Европа, кој 5-годишен период ја поддржуваше благородната мисија на Црвениот крст. Уште еднаш честитки на сите хуманисти крводарители за се она што го прават за доброто на човекот. Благодарам. На поканата на Црвениот крст и на Македонската радиотелевизија
и се разбира евеа тука со нас следната гостинка Цветанка Ласкова. Веднаш потоа ќе го слушнеме и доајенот на македонската естрада. Човекот кој со сите овие години е таму каде што е Црвениот крст и каде што Црвениот крст организира вакви манифестации. И денес за сите нас од се срце ќе пее Јонче Христовски.
sveta na mladost da. Da se vrati srce radosta. Svirete mi čalgi, svirete mi se od srce. Praznik mi je na duša da. Ne stažam za mladost da. Svirete mi čalgaši, svirete mi se od srce. Praznik mi je na dušava. Danas plačam za mladost. Aj zasvirete mi žalgi, teška pesna kako životo, oči sozi rana polna, duša moja da olesna. Svirete mi žalgi, svirete mi se od srce. Praznik mi je na dušava. Danas stažam za mladost. More svirete mi čalgaši, svirete mi se od srce. Praznik mi je na dušava. Danas plačam za mladost. Овие вакви крајезерски средби секогаш им ги посветуваме на хуманистите, на сите хуманисти и пријатели на Црвениот крст. А кога говориме за хуманоста и солидарноста, уште еднаш да им изразиме благодарност на сите крводарители, кои безрезервно ја подаваат својата рака за помош на болните и повредените. Нив ги има насекаде низ нашата република. Сепак најмногу во Виница, Неготино, Валандово, Штип, Велес, Крива Паланка, Кратово, Свети Николе, Делчево, Струмица, Битола, Гевгелија, Крушево, Пробиштип, Кавадарци и Прилеп. Градови кои го надфрлија предвидениот план за првите 6 месеци од оваа година. Крвта е секојдневно потребна во болниците, а единствен нејзин извор представува хуманиот човек.
Денес во Струга, по повод Денот на солидарноста, се одржа голема крводарителска акција во која учествува крводарители од повеќе градови на нашата земја. За тоа што значи крводарителството, на идните крводарители ќе им се обрати директорот на Републичкиот завод за трансфузиологија, доктор Воскресија Стефановска, и крводарителот Миодраг Петрески, кој денес даруваше крв по 78 пат. Почитувани гости, почитувани хуманисти, сакани крводарители, почитувани естредни уметници, почитувани домакини. Мотото под кое што ова приредба ја приредува општинската организација на Црвениот крст при Струга, капка за среќа, капка би сакала да потече во една континуирана благородна крв, како што истекува прекрасниот црн дрим од прекрасното Охридско езеро. Тоа го посакуваат вработените при Републичкиот завод за трансфузиологија, исто така вработените при службите за трансфузиологија во Република Македонија и од мое лично име. Да го заборавиме недостатокот на крв, тагата за капка крв која што понекогаш влева во срцата на болните. Сето тоа ме подсетува на прекрасната песна од браќата Миладинови "Тага за југ", при што овие поети ја искажуваат својата тага за родниот крај. Во преквечерието на 21. век се надевам дека оваа приредба и покрај лошото време сепак нашите исакани хуманисти, естрадни уметници ќе ни ја направат многу пријатна. На крајот, уште еднаш ви посакувам добро здравје и се најубаво со желба да наредната година биде поубаво и помасовно. Ви благодарам. Да го поздравиме сега и господинот Милорад Петрески, кој рековме денес по 78 пат даруваше крв. Вие сте стружанец, нели? Да. Кога прв пат дарувавте крв? Па за прв пат дарував далечната 77 година. И колку години имавте тогаш? Па тога бев малолетник и со моите другари беше објавено во Заводот за запослување во Струга дека ќе има акција за дарување на крв. И ние од желно знаење одовме да даруваме крв. Меѓутоа подоцна не беше само онака желба и незнаење, љубопитство, туку нешто повеќе. Па првото дарување мене ми влезе некоја желба, некој осетив за спасување на човечките животи и понатака настави со дарување на крв. Прекрасно е да се биде хуман човек. Ја мислам дека е прекрасно и апелирам до сите крводарители помлади да што можат повеќе да даруваат крв, бидејќи дарувањето на крв е многу хумана работа. Јас мислам дека ги заслужи вашите аплаузи. Сега следната музичка numera со Маргарита Христова, нека биде честитка и поздрав до сите крводарители. Kiss me, no one
секогаш е добро кога се договараат социјалните партнери дека треба двете страни да бидат задоволни од договорот.